Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство на 14 мај и во Прилеп отвори уште еден огранок. Петар Колев е еден од основачите на Сдруженијето и токму тој е гостин во студиото на Канал Визија. Добре дојдовте во студиото на Канал Визија и верувам дека имаме доста информации кои ќе им ги кажеме на прилепчани за тоа за какво здружение станува збор и која е неговата цел, односно неговите задачи. Добро најдов, ви благодарам за поканата, за мене е чест да бидам гост во вашето студио. За какво здружение станува збор, односно која беше потребата од формирањето и зошто токму и Прилеп го избравте за еден од градовите каде што оформивте огранок? Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство е невладина организација регистрирана во 2009 година. Иницијативата започнува од град Битола, од каде што е и нашата председателка Маринела Петревска. Тоа е здружение на граѓани кои што работи на принципот на невладините организации. Потребата за формирање на тоа здружение е низата активности кои што се случуваат и на граѓанско и на официјално ниво помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Знаете дека во последниот период од време голем дел од нашите граѓани и во Република Македонија и во Република Бугарија имаат најразлични интереси сврзани со двете држави, сферата на образованието, спортот, културата, бизнисот. И точно поради тоа, затоа што многу малку официјална информација или многу малку официјални патишта има за да се стигне до таква информација, решивме да направиме една невладина организација која што да може да комуницира официјално со институциите во Република Бугарија и во Република Македонија и да помага на граѓаните од двете страни на границата во нивните иницијативи. Како што споменав, тие се од сферата на бизнисот, на спортот, на културата, на образованието. И сметам дека за овие неколку години доста успешно работиме. Благодарение на тие успешни темпови на работа, благодарение на тоа што Сдруженијето има доста реализирани проекти, се појави потребата во поголемиот дел од градовите во Република Македонија, поради интересот на граѓаните кој што е доста голем, да отвориме и официјални наши представништва. Сметаме од рационална гледна точка, сметаме дека не е потребно да се патува до Скопје или до Битола за да се добие некаква информација. Полесно е да се создадат ограноци на место, таму кај што има интерес. По истата причина се стигна до моментот во кој што ваши сограѓани пројавија интерес да работат по различни проекти сврзани со Сдруженијето и стигнавме до идејата да направиме официјален огранок и во Прилеп кој што го промовиравме на 14. Како помина основачкото собрание, да речем, таа прва средба, колку прилепчани беа заинтересирани за вашето здружение? Да ви кажем искрено, позитивно сум изненаден од пријатната атмосфера. Во Прилеп, во Македонска куќа имавме над 100-150 гости, не можам точно да ви кажем како бројка, не сум ги бројал, но беше полно, салата беше полна, имаше многу наши пријатели кои што познавам и од пред тоа, што сме работеле заедно по проекти, што сме реализирали нешто заедно. Како целина разговаравме на најразлични теми, беше исклучително позитивна енергија, исклучително интересно за граѓаните на Прилеп да се запознаат во суштина што значи Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство. Сметам дека нашите проекти, нашите иницијативи предизвикаа интерес во прилепчани и тоа го покажуваат и првите неколку дена од постоењето на огранокот. Доста граѓани се сврзаа со нашето раководство овде, веќе представуваат своји идеи кои што можеме да ги реализираме заедно, бараат совети, бараат контакти и сметам дека огранокот во Прилеп ќе биде еден од најуспешните на ниво на Република Македонија. Постоите, рековме, од 2009 година како невладина организација за промоција на културните и научните вредности. Во вашиот статут имате културно-просветна и образовна дејност. Што тоа подразбира и во кои насоки? Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство е редовен партнер на Министерство на образование на Република Бугарија во врска со кандидат студентската кампања кога станува збор за сферата на образованието. Сдруженијето помага веќе трета година подред, се организираат во амбасадата во Скопје и во конзулатот во Битола се организира представување на универзитетите
кои што се во Република Бугарија, знаете, дел од некои специјалности кои што ги нема во Република Македонија ги има таму. Има определени специјалности, факултети кои што се на исклучително високо ниво и нашето здружение помага пред се да се стигне до таква информација на млади луѓе кои што сакаат да се образуваат во Бугарија, да имаат можност за едно европско образование, исто така се разбира помагаме и во процесот за трансфер на студенти. Знаете дека голем дел од нашите студенти кои што од Македонија учат во Бугарија, многу често заминуваат на дообразување или на некаква специјализација некаде низ другите европски земји. Тоа е едниот дел од сферата на образованието конкретно. Работиме и со помали деца, правиме проекти по европска програма Еразмо Плюс, каде што наши деца од Македонија, од повеќе градови, имаа можност да се запознаат со тоа што е Европа, што се европските институции. Направивме неколку посети на Европскиот парламент, таму имаше лекции односно тоа како функционира и што е тоа Европа. Исто така реализиравме неколку проекти во сферата на туризмот, тоест образованието сврзано со туризам, каде што ученици од Република Македонија имаа можност да се запознаат со начинот по кој што се прави туризам и како се создаваат кадрите за туризмот во Република Бугарија и ред други такви слични проекти кои што се сврзани со образованието. Можам да се пофалам дека нашето здружение има можност на талентирани деца да дава и неколку стипендии. Тоа се квалитетни кадри кои што ние сметаме дека во иднина ќе бидат повод за гордост за Република Македонија и тоа ни дава можност и ние да учествуваме во нивното градење. Од гледна точка на културата, работиме и одбележуваме настани кои се сврзани со минатото, но исто така и со сегашноста. Ето на 24 мај во Кичево е организиран конкурс на темата Словенските просветители Кирил и Методи, на кој што ученици од неколку градови на Македонија ќе испратат и веќе имаат испратено своји творби. Победниците од нив ќе бидат наградени со најразлични предметни награди, почнувајќи од компјутери, таму телефони, фотоапарати и така натаму. Исто така сме организирале неколку посети на македонски ансамбли, играорни групи кои што од овде имаат настапувано во Република Бугарија на најразлични манифестации културни и обратно се разбира. Од Република Бугарија неколку пати ансамбл Гоце Делчев Софија е бил гостин во Република Македонија и така. Тоест се обидуваме да ја представиме културата на Република Македонија и Република Бугарија, луѓето да се запознаат и многу често остануваат воодушевени од тоа што ќе го видат. Тоа е и нашата мотивација да продолжиме со нашата работа. Што е потребно за да се стане член на Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство? Потребно е желба да учествуваш во работата на Сдруженијето и да го почитуваш неговиот статус, се разбира да си граѓанин на земјава. Тоа е тоа и да имаш намера да се вклучиш активно. Имаме доста членови во најразлични градови во Македонија. За нас не е толку важно каква ќе биде бројката, не гониме бројка, гониме реализирани проекти и гониме активни луѓе. За нас е исклучително важно во нашето здружение да учествуваат активни граѓани кои што сакаат да ја сменат средината во која што живеат, нашите општини, почнувајќи од таму нашите градови, нашите села, па минувајќи до таму да ја променат и Република Македонија, затоа што ние како здружение немаме никаков сомнеж во тоа дека нашата перспектива е во обединета Европа и сметам дека ние сме тие кои што треба да си го подготвиме и да си го направиме нашето општество за да биде дел од таа обединета Европа. Споменавте дека реализирате низа проекти, дека традиционално Сдруженијето организира културни манифестации, гостување на фолклорни ансамбли, чествувања за националните празници, учество во редица семинари и работилници и низа други проекти и одбележувања. Кои ќе се проектите во кои што прилепчани ќе го имаат стартот, односно ќе може да се вклучат и веќе да се реализира некоја идеја?
Нова етапа деца од Прилеп, тоа што го споменав пред малку, на 24 овој месец ќе учествуваат на конкурсот кој што е организиран во Кичево. Разговаравме со нашата структура да се направат некои проекти сврзани со социјално ранливи групи во градот, каде што можеме да го направиме заедно. Исто така разговаравме со можноста да влеземе во контакти со други невладини организации. Имаме некакви разговори, се разбира, сега официјално не можам да го објавам затоа што не е финализирано и сепак временскиот период е исклучително краток. Но јас сум убеден дека секој еден од прилепчани кој што има желба да се запознае, да се вклучи во дејноста на здруженијето, може да ја посети нашата канцеларија која што се наоѓа на улица Гоце Делчев број 3. Таму ќе има можност да се запознае подетално и се разбира ако има добри идеи кои што за нас се интересни, кои што се интересни за градот Прилеп, ние со ентузијазам ќе ги прифатиме и ќе ги сработиме заедно. Најавивте, според информациите до кои стигнав, потреба од активно учество на сите граѓани во општествените случувања со цел да се направат промени во повеќе сегменти од живеењето. Практично тука и прашањето која е всушност мисијата на Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство? Јас и нашето здружение ги разбираме нештата индивидуално, тоест кога станува збор за граѓани на Република Македонија, многу често кога размислуваме како изгледа нашата држава, нашиот град, нашата општина, ние бараме некакво колективно учество. Тоест се криеме зад колективниот момент. Не, јас сметам дека секој еден граѓанин, секој една индивидуа во нашето општество може да даде придонес како единка со неговите квалитети, со неговите способности, со неговата визија како ја гледа средината во која што живее. Ние се надеваме дека ќе успееме да предложиме европска визија, ќе успееме да предложиме европски вредности, ќе успееме да дадеме можност на секој еден граѓанин со неговата способност да постигне тоа за кое што тој ќе се бори, без разлика на неговата верска, етничка, политичка или каква било друга припадност. Има многу луѓе во Република Македонија кои што се исклучителни капацитети, исклучителни умови. За жал во последниот период од време голем дел од нив заминаа надвор од државата и тоа по тој начин се губи капацитетот и на земјата. Јас се надевам дека преку нашите активности дел од нив ќе успееме да ги задржиме овде. Ние работиме со многу компании како од Бугарија, така и од Европа, сме ги консултирале по најразлични нивни инвестиции во Македонија и се надевам ако не друго дека ќе овозможиме да дадеме на некого шанса да може да остане и да работи овде во Македонија. Затоа ние ги негуваме тие индивидуални квалитети и вредности и се надевам дека нашиот европски поглед кон нештата ќе успееме по некаков начин да го наложиме во нашето општество. Знаете, многу често луѓето со квалитети, многу често луѓето со идеи, луѓето кои што се способни, благодарение на тоа што не се дел од определени групи или гарнитури, се изолираат од нашето општество, а јас сметам дека тоа е грешно и тоа мора да биде сменето по некаков начин. И нема кој друг да го смени освен ние. Граѓаните на Република Македонија со својот ум, со својот капацитет, со својот труд и сметам дека ќе постигнеме добар резултат. Значи ли тоа дека ќе помагате, односно ќе се залагате за побрза интеграција на Република Македонија кон европското семејство, заедно со Република Бугарија, кое што е Беспорна цел на нашето здружение е Република Македонија и Република Бугарија да имаат нормални, пријателски, братски односи и да искористиме заедно подадената рака и од официјална Софија, од официјален Брисел, што е можно побрзо Република Македонија да стане членка на Европската унија. Сметам дека можноста за слободно движење на луѓе, стоки и капитал кој што ја дава европското семејство, дека ако Република Македонија се вклучи во тоа, секој еден граѓанин во земјата ќе добие некаков бенефит или ако не друго, барем по-нормални, по-достојни услови за живење. Сме размислувале во овој регион и ќе ви дадам пример во Прилепскиот регион кој што е познат со тутунот. Представете си, едно е да продаваш производ кој што е на пазар од 2 милиони каков што е Република Македонија, друго е да го продаваш тој производ на пазар од над 600 милиони како што е Европската унија. Тоа значи поголема конкуренција, поголем квалитет, но и повисока цена. Знаете, стандард
стандардот во Германија, во Италија, во Франција е многу повисок и за определен квалитет, иако ние немаме пречки директно да извезуваме за Германија или за Франција, тогаш сметам и дека ќе постигнеме и повисока цена.